секојдневното читање на Евангелието, возлюбени во Господа, браќа и сестри, го отвара умот и на човекот му отвара многу јасни перспективи за она за кое е создаден, а тоа е вечната заедница со Господа. Кога овие пишани зборови ги читаме на литургијата и толку впечатливо во нас се впиваат и оставаат впечаток, можете само да замислите како впечаток оставиле тие зборови кога Христос лично ги говорел на апостолите и на насобраните луѓе. Меѓутоа, не сите се отворени за Божиот збор, за благата вест. И не сите сакаат да нурнат подлабоко во тие Божји зборови и да ги отворат поголемите перспективи на спасението човеково. Затоа Христос му рече на светиот апостол Петар, за кого знаеше дека ќе биде ловец на луѓе, како што понатаму во денешната евангелска перикопа слушнавме, оди во подлабокото. Тоа е една символика дека проповедта што им ја кажувал на луѓето на собрана крај Генисаретското езеро и она што ќе го доживеат апостолите е сосема различно. Едно е да се поучат од зборот Господов, но друго е она што ќе го доживеат и на кој начин ќе бидат повикани на службата Божја. И оние што се повикани на служба, повикани се многу подлабоко да нурнат во Евангелието, за да можат да ги поучат и оние кои што не нурнале подлабоко или немале можност за тоа. Така, Христос опишува, односно евангелистот опишува како Христос му вели на светиот апостол Петар: ајде сега во подлабоково фрлете ги мрежите. И Петар изразува сомнеш, иако бил сведок на зборовите Господови, кои ги слушале и другите луѓе до Генисаретското езеро, тој вели: Господи, цела ноќ се мачевме и ништо не уловивме. Изразува сомнеш дека и сега нешто би уловиле. Но гледате, Христовите зборови и поуките оставиле некаква трага и кај Петар, и тој вели: но по Твоја волја ќе ги фрлам мрежите повторно. И што опишува понатаму евангелската перикопа? Ги фрлија и не можеа повеќе да ги извадат од многу риби што се фатија во мрежата. Па дури го наполниле кајчето во кое што пловеле и им дале знак и на другите да дојдат, и за малку ќе потонеле од многу улов на риба. И тогаш Петар вели со покаяние: оди си од мене, Господи, затоа што сум човек грешен. Сватил дека таа поука
што ја слушнал, не оставила длабок впечаток кај него да поверува веднаш во Христовите зборови. Но, навистина, има ли човечка логика кога цела ноќ некој се мачел да направи нешто и сега некој да му каже ајде сега, направи го и ќе го направиш? Навистина, надвор од секаква човечка логика е тоа. Но верата многу пати е паралогична за човековиот ум. Нема логика некогаш во верата. Токму за да ја покаже големината Господова, дека Господ се создаде, па и логичните работи кои ги имаме во овој свет и кои логично ги спознаваме, пак Господ го направи тоа. Но мораме да разбереме дека Господ е и над таа логика. Затоа што Тој ја создаде таа логика и овој свет, и над овој свет е. И може да ги смени, ако сака, законите на физиката. Може, ако сака, да направи сонцето од запад да изгрева, земјата да се врти на другата страна. Во негова власт е сето тоа. И тоа за нас изгледа нелогично во овој момент, дека е возможно Господ да направи сонцето од другата страна да изгрева, односно земјата да се врти на спротивната страна. На кого и да го кажете ова, ќе речат дека нема логика и дека тоа е невозможно да биде. Но верата во Господа прави и тоа да биде. Иако во математиката 2 и 2 се 4, според верата не мора секогаш да се 2 и 2 4. Може да се и помалку и повеќе. Затоа што Господ е над се. И овој настан што денеска се опишува, токму тоа го кажува. Дека треба да веруваме во Господ, колку и да изгледа тоа нелогично за човековата логика и разум. Треба да веруваме затоа што Христос воскресна и тоа беше нелогично. Како може некој да се врати од мртвите? Ама ете се врати. Ако оние воскресенија кои Христос ги направи пред самиот да воскресне Јаировата ќерка и момчето на вдовицата, синот на вдовицата, младото момче, ако некој помислил дека тие биле во клиничка смрт, па Христос само ги разбудил од клиничка смрт, веќе со воскресението на четвородневниот Лазар се покажува дека Господ има власт и над смртта, односно за Господ не постои смрт. И тоа е нелогично за човековата логика и разум. Но ете, ние веруваме во воскресението и затоа надвор сме од човечката логика кога верата е во прашање. За други работи во светот можеме да го употребиме и разумот и логиката. Меѓутоа, кога станува збор за Господ и за верата во Него, тогаш не ја користиме логиката. Се е возможно за Господа. Кога ниот што светот го создаде со збор, нека биде и бидна, тогаш се друго е возможно за Господа. Затоа, возлюбени во Господа, браќа и сестри, нурнете подлабоко во Евангелието, во Божиот збор. Нурнете што можете подлабоко во верата наша и таму
ќе најдете многу нелогични работи, кои што со вера, ако се примаат, отвараат големи хоризонти и го осветлуваат патот наш кон вечноста, кон вечната заедница со Господа. Имајте го на ум и ова Евангелие и соблежот на светиот апостол Петар, но и неговото покаяние подоцна кога видел дека надвор од секаква човечка логика успеал во она што не успеал цела ноќ, како што му вели на Христа. Нурнете колку што можете подлабоко во верата и секојдневно читајте го Евангелието, за да така осветлениот пат кој што ќе се отвори пред нас, да го одиме со вера, да го одиме со храброст, без страф од било што во светот, да одиме во прегратките Христови, во вечноста која очекуваме да дојде сега и секогаш и во вековите на вековите.